визоки лево на десно. Вклучи се со срце за секоја една е мотото на кампањата која почнува оттука. Сериозни, трајни, поникогаш. Почитувам председател на владата на Република Македонија, почитувана постојана координаторка на UNDP во Република Македонија, почитувани амбасадори, почитувани министри, почитувани представници на граѓанскиот сектор и медиумите. Јас малку ќе бидам символична, а многу повеќе конкретна и реална. Токму затоа мојот почеток ќе се однесува на вознемирувачките наслови во медиумите, со кои што се среќаваме речиси секојдневно, а кои што се однесуваат на ова прашање. Маж ја убил сопругата со метална цевка. Осуденик повторно ја силувал својата ќерка по излегување од затвор. Жена претепана и оставена на улица со 3 деца. Ова се слики од нашата брутална реалност и ова е илустрација на огромните размери на родово базираното наследство во нашата земја. И ова покажува дека системот често ни затајува, малку превенира и ретко нуди заштита на жртвите на родово базирано насилство. Наследивме систем во кој што постои недоволна координација помеѓу институциите за надминување на насилството врз жените и девојките, родово базираното насилство. Но оваа влада, токму преку тоа го превзема и првиот чекор, ние се обврзавме на ратификација на Истанбулската конвенција. Владата донесе заклучок за нејзина ратификација и во моментот сите институции се припремаат за поднесување на законот за ратификација на конвенцијата, кој што до крајот на оваа кампања, а тоа е 10 декември, ќе помине на владата на Република Македонија и сите заедно ќе можеме да си го честитаме тој успех. Конвенцијата не значи само документ кој што ќе помине во владата и во собранието. Конвенцијата значи обврска за сите институции да соработуваат и да се вмрежуваат во надминување на насилството врз жените и девојките во Република Македонија. Ние го прилагодуваме и во овој момент системот, во овој момент работиме на подготовка заедно со ЮН агенциите на шелтер за заштита од сексуално насилство во Република Македонија, ги поддржуваме здруженијата на граѓани во Скопскиот регион кои што нудат услуги за заштита од семено насилство како една од формите на насилство врз жени и девојки во Република Македонија, но не ги поддржуваме само декларативно, туку и финансиски, уште со ребалансот на буџетот во 2017 година обезбедивме пари за овие сервиси кои што ни се случуваат. И ова значи дека ќе сториме се што е во наша мок и ние си превземавме таква обврска, за да овие трагични наслови кои што ги спомнав на почетокот од мојот говор станат реткост во Република Македонија, а не секојдневие како што тоа се случува сега. Токму затоа, почитувани, борбата против родовото базирано насилство е задача на институциите, но и не и само на нив. Таа е борба на заедницата во целина, затоа што последиците од поединечни акти на насилство се рефлектираат на целото наше општество. Исто така не е борба на жените против мажите, како некои што сакаат да кажат и потенцираат, туку борба на мажите и жените против насилството и заедно сме во оваа приказна. Затоа сакам да упатам јасна порака, нема да толерираме, нема да игнорираме и нема да отстапиме од целта да ставиме крај на насилството врз жените и девојчињата во Република Македонија. Ви благодарам.